Добро вечер до гледачите и слушателите на телевизија Крв. Иницијативата за еден циклус предавања за минатото пред се на Македонија и балканските народи, кое го иницира оваа телевизија, ќе се однесуваат за сите оние до денес се уште недоречености, за сите оние работи кои ги сокрива од народот. Така, например, грците ја изопачија историјата и дадоа сосем нов правец. Еден од тие беше Константин Порфирогенет, кој на сите словени им влепи етикета дека се вулгари, а зад овој поим се кријат повеќе содржини. Меѓу другото и она највулгарно, вулгаризамот. Ние ќе имаме 12 или поточно 13 епизоди. 12 ќе ги гледате снимени, додека 13 ќе ја посветиме на разговор со слушателите. Односно прашањата кои ќе бидат поставувани, така ќе се обидам да дадам јас одговор, се разбира, во областа во која ни е главна цел, нашата тема. Тоа е всушност древната цивилизација на Македонија, некаде од пред 11.000 години, бидејќи, како што ви е познато и од печат, а и од мојата тетралогија, ние поседуваме најстара карта геолошка, или да речам палеогеолошка, на англичанинот Вардле, која датира 50 милениуми пред Христа. Тоа се оние места кај што се копало и продолжува до ден денес да се копа и да се одгребуваат споменици кои веќе ние 100 јас и 50 Васил Илјов веќе имаме објавено, а кај мене и 4 книги, меѓу кои првата гласи, тоест насловот 4000 години македонска цивилизација, писменост и култура. Тоа е првата. Втората е посветена на топонимијата на Балканот, каде што разгледувам околу 2500 основни топоними, кои всушност можат да представуваат еден среден речник, бидејќи зад секој од нив стои и атарската топонимија, која е денес, да може да се рече, се уште жива и забележана.
Таков е случајот со материјалот што го донесува од Стамбул и другите турски библиотекарски центри во Македонија. Значи, таму кај се разбира, нели, народот плаќал данок, ниви, секоја нива, секоја местност е потврдена. Третата книга, тоа е Македонија, центар на венецката цивилизација на Балканот и пошироко, а четвртата книга гласи Македонија, центар на современата теогонија. Тоа е област од филозофијата, се разбира, посветена на постанокот на боговите. Втората серија од книги, која изнесува 6, тоа се од предањата на богот Македон. Еден од 12 богови беше Македон и се разбира, таа стара цивилизација остави богат материјал, не само за време на митологијата, што е најстара од 11 па се некаде до 7000 години пред нашата ера. Тоа е уште од пред палеолитот, па иде палеолитот, мезолитот, неолитот, бронзата, железото. Таа митологија започнува на гората Олимп, прво со Уран и Геја, за кој се разбира посебно ќе зборуваме, потоа идат титаните или джиновите, кои се поврзуваат со планината Джена. Тоа е визави гората Олимп, кај што биле 12 богови, начело со богот Дзеус, а од него грците направија Феос, што значи бог, а римјаните го транскрибира како Деус. Во овие наши 12 емисии, кои што воопште не треба да ги поврзуваме со 12 богови, тоа е случајно совпаѓање, така, всушност ние ја отвараме го отвараме овој циклус, оваа тематика, со зошто шиптарите не можат да бидат потомци на илирите? Би се одговорило со едно прашање, затоа што илирите и словените се синоним. Древните македонци сонцето го викале Илии или Ил. И од тука Илијада, која во наводници напишал Хомер. Не, тој едноставно прибра, избра од материјалите на кои наидоа кога почна древните грци да зборуваат за минатото на Македонија и не само на Македонија, особено на боговите, од каде што црпеа се е тука и теогонијата, и козмогонијата, и митологијата во неја. И затоа, братски, по скршувањето на рбетот на македонската империја со династијата Теминиди, се разбира,
си ја поделија братски меѓу себе, само надоврзувајќи. Тие не можеа да бидат присутни, бидејќи оваа митологија за која ќе зборуваме ние, спаѓа некаде, како што реков, во најстарите, најдревните времиња, кога грците уште се наоѓале во Ирак, во својата исконска татковина. Според американската наука, тие се луѓе кои не припаѓат на, се мисли на древните, на старите грци, хелени така наречени, не им припаѓат на индоевропските народи, бидејќи имаат во нивниот јазик премногу арапизми. Или со други зборови, тие, Хомер и Хесиод, составија на грците јазик. Ние можеме денес да го речеме дека тоа е најстарото есперанто воопште на светот. И усовршен до таа степен, што светот до ден денеска не знае за него многу. Тука спаѓа, се разбира, во таа цивилизација и Илирија и лирите. Можат ли шиптарите да се сметат за потомци на илирите, кога овој историчар на Византија Левченко врз основа на 100 западни автори докажува дека шиптарите за прв пат во Византија се појавиле 9-тиот, крајот и почетокот на 10-тиот век. Тоа личи како што е проблемот со грците. Тие се сметаат самите за најзаслужени во Европа, дека можем го дали името на Европа, па и не само името, туку и многу други заслуги, целата митологија врз која работеле стотици, може да се каже, може и илијадници, хомеролози, митолози. Не може да прифатиш ти преку ноќ една цивилизација и затоа што си ја окупирал таа земја, да ја кажуваш дека е твое минато, бидејќи, еве во конкретниот пример, Илијада под збор значи земја на илирите, а илирите и словените се синоним. Германците, например, за словените и виндите исто така сметат дека се синоним. Винден или славен, тоа е за нив едно. А имаме и живи од тие винди. Будишин, тоа е источна Германија, со својата област, каде што живеат околу 200.000, тоа се остатоци од некогашните жители на Европа, која всушност е послана со венецка или винска на германски топонимија. Започнувајќи, например, од Берлин, Бер и Лина во Германија, Берлина во Италија, Берати во Албанија денешна, а Бер во Егејска Македонија, Берово во Варварска Македонија. Тие совпаѓања не се случајни, затоа што
не може да биде случајно и едно, да речеме, совпаѓање на Пиринејскиот полуостров со Пирин планина. Тоа значи дека биле луѓе тие исти кои ги оставиле трагите зад себе. Или да речеме еден Глазгов на британските острови со глазне на реката во Пиринска Македонија. Илирија, како што ќе видите сега на екранот, денешна Албанија се смета за онај центар на Илирите, начело, да речеме, со главниот град Тирана. Добро, ама таа земја некаде во 14-тиот век добила име. Тоа е почетокот. И точно картата која ќе ја видите покасно има дата 1402 година, за време на Турската империја. Тогаш турците им дале едно парче земја кои денес се разбира манипулираат со неја дека биле исконски народ. Илирите не се денешните шиптари, бидејќи на грчки јазик тие се викаат Арванитес или Орованитес. Орос, тоа е гора, што значи под збор тие се горци или горјани. Почниме со илирите во древномакедонската митологија. Таму има повеќе имиња, се разбира, но најинтересното предавање е за Илирие. Илирие всушност е син на еден народ Јагули, што се вика. Сигурно тоа е бидејќи знаеле да го користат морето. Илирите се простира од денешна од денешен Поградец па се до Словенија, целото крајбрежје на Јадранското море, тоа беа Илири. Па дури ние имаме денес и една книга од генералот Домазетовиќ, историјата, древната историја на србите и словените, а тој ги идентифицира. Кога вика србен или словен, за него е сеедно, како што рековне за германците, винден или славен. Илирие, според едно предание, бил син на кралот Кадмо и кралицата Хармонија. Тие отишле да им помогнат на своите еднородници или луѓе од еден ген, енхилејците, и земјата која ја усвоиле го назначила, односно народот, тоа се енхилејците, го назначиле Кадмо за крал на таа земја и тука се родил Илирие. Илирите во митологијата имаат уште едно име, народ Зми, што значи дека тие биле мајстори на војувањето и знаеле да ползат во битките
чувајки се од стрелите или копијата на непријателот, како што и народ јагули, од името на рибата јагула, која се разбира можела во водата да плива како риба, како што и тие на суво. Друго едно предание, тоа е за Илија. Ова е ќерка на Енеј. А од Илијада ние знаеме дека Енеј беше водач на енетите или венетите, дарданците или илирците. И од тука Илијада. И по победата, по разорнувањето на Троја, Енеј со луѓето кои биле спасени од морејците и народите кои се обединиле и војувале против Троја Божем за да ја вратат ќерката на Зеус, убавицата Елена Тројанска, или како што порано се викала Елена Спартанска, како жена на спартанскиот крал Менелај. Во ова предание се зборува всушност за ова Илија како за Реја Силвија, која на Марс му го родила синот Рема. Тоест се сметала за една од богиниите. Со раѓањето на ова дете, кралот наредил да биде фрлено во реката Тибар, а тоа е реката која го минува градот Рим. А познато е дека Рим, Венеција, Падова, сите тие се древно илирски, или да ги речеме поточно венецки, или ако сакате уште тие можат да бидат и градови на етрурците. Првите жители на Италија биле венетите и турците. Потоа, покасно дојдоа во неа латините, но во големи маси, и од илирите останаа само денешните надгробни споменици кои ги разгледувам над 100 на број јас во мојата прва книга Македонија 4000 години, писменост, цивилизација и култура. За илирите ја имаме и приказната, односно преданието, прикажувам или предавам, како што гледате, основата и на едното и на другото се од древномакедонскиот јазик. Исто така е поврзана со митологијата која се однесува на илирите. Таа е најстарата ќерка на Пријам и Хекоба. А Пријам беше последниот крал на земјата која се викаше Илијада, односно
Троадија, позната и по името на Троја. Некои викат денешен Хисарли. Се разбира дека тука може има место за дискусии. Така, например, руските учени открие уште една Троја во Поднепровието. Еден шпански учен пред неколку години рече дека Троја треба да се бара на бреговите на од источниот брег на Јадранското море. Тука има работи кои што допрва престојат да ги расчисти науката, како што и работи за нашето минато. За жал, се уште денеска тешко се пробиват новите работи, тешко им е да поверуваат и грците, кои се сметаат за најзаслужен народ на јужниот дел од Европа. Се сеќавам на еден во наводници лапсус на грчкиот премиер пред да умре оште Папандреу. Рече дека ако ја признаеме ние Македонија, што ќе остане за нас. И навистина, што ќе остане за грците ако ја признаат Македонија? Македонија е земја со цивилизација најмалку 11.000 години. Ние имаме писмени докази, пештерски, надгробни споменици, други споменици, низ Егејска Македонија. Се сеќавам на моментот кога се исправи археологот пред така наречената Вергина во Егејскиот дел на Македонија или Беломорието, како што си го вика нашиот народ, да даде изјава пред новинарите и рече што да ви кажеме деца, тука станува збор за една многу стара, древна цивилизација која нема ништо општо со Грција. И тој човек навистина ја кажа со тоа вистината, бидејќи од ископаните 50 надгробни споменици, грците објавија само 4-5, другите ги сокрија. Односно ги објавија само тие кои има грчки надписи. Зошто? Затоа што сака да ја искористат Вергина, тоест Кутлеш, така, за своји пропагандни цели. А ние се бавиме со наука. Нам ни оддалеку не ни паѓа на ум да ја мешаме науката со политиката. Има такви, за жал, не само во Балканот, така, до ден денес, што од науката прават политика, а политиката ја прогласуват за наука. Албанците, што ги викаме ние и Европа, по новото име што им го дадоа по секоја веројатност, од картата што ја видовте, која се простира од источните брегови на Црното море до западните брегови на Каспијското, тука покрај Арменија има Албанија. По секоја веројатност, па и по многу други знаци, не само како раса, како народ, туку и по носиите, по капите, така, тие луѓе дошле од денешната се уште Албанија, но која се наоѓа во Заткавказието, во денешен
во денешна Русија. Во Македонија тие неодамна дојдоа. Може би неполни 2 века има, по пат на насилие се разбира, разбойништво, тие биле народ по дух, таков, така потоа откако го прифатија, кога дојде Турската империја на Балканот, го прифатија исламството, тие станаа привилегиран народ и вршеа многу злочини. Убива, гонеа, не само за време на Турската империја, туку истото нешто ги имаше најдено тие западни македонци и за време на Втората светска војна, кога фашизамот успеа да организира банди во Албанија и тие вршеа притисок, празнејќи ги македонските села, уривајќи ги црквите и градејќи џамии. Со тоа мислеа дека ќе ги избришат трагите и тоа е единствен пат со кој ќе можат да создадат нови простори за албанскиот народ. Но минатото, историјата, трагите зборуваат друго. Дури во самата Албанија, започнувајќи од Скадар, од Сук, од Тирана, од Корча. Корча на грчки јазик е Корица, што значи горица. А ние имаме горици на секој ќош во нашата земја. 4-5 горици има и во самата Грција. Нив ги разгледува германскиот топонимичар Макс Фасмер во неговата книга издадена 1941 година под наслов Словените во Грција. Гледајте, Словените во Грција. А уште 100 години пред него, не цели, но тука некаде, 1830 година, Фелмераер издаде една книга која врз основа на топонимијата и антропологијата докажува дека не останало ништо живо од таа некогашна древност. И се што денес останало, тоа се старите пелазги кои неа напуштали таа земја и илирите, но исконските илири, во кое спаѓа како племе и древните македонци. Така, например, Александар Македонски, пофалувајќи ги своите војници, така за заслугите на долгиот пат до Индија, издава грамота пофална со капите која носи насловната страница на мојата книга. Еве таа книга која носи наслов Македонија 4000 години, историја, цивилизација и писменост. Втора книга од мојата тетралогија. Со нив, како што ја гледате на сликата, се гордеја точно илирите како најзаслужена војска во редовите на Александар, и бидејќи мајка му на Александар потекнуваше од еден од дворовите на таа земја, денешен Ипир, или тука на границата некаде Епир и денешна Албанија, така,
Тоа беа и лирите кои се гордеја, се разбира, и со звездата од Кутлеш, тоест од Вергина, што грците си ја присвоија и ни ја зедоа, ни ја симна од знамето. За да не се повторуваме, јас ќе го искористам Македонското сонце, тоа е весникот, број 175 од 24 октомври годинава. Тука има објавено две карти од оние што ќе ги видите вие наред, под наслов за потеклото на арванитите, шкипите, шкипитарите, албанците. Со големи букви стои напишано: албанците за прв пат се појавуваат во Византија од 9 до 10 век од нашата ера. Макс Фасмер во својата книга Словените во Грција, што ја издаде 1941 година, пред самата Втора светска војна, мораше да констатира во својот предговор дека станува збор за топонимија која потекнува од словените. Но тој ги одбегнува старите градови, како што е, например, ништо не кажува за Солун, за Бер, а Бер е син на Македон, а Македон богот е син на Зеус, и ги имаме ние до ден денес имињата на планините. Еве конкретно ќе ви кажам, така престолот на таа митолошка империја македонска беше на гората Олимп, така, а неја ја обиколуваат во подножието две реки со типично древномакедонски имиња. Едната е Пениста, Пиниос Потамос, како што гледате, Пениос, Пениста, река, но и самиот збор Потамос, тој е од поток. А од другата страна имаме Селена, тоест реката Зелена. Така, секоја веројатност од зелените простори низ која минува. Во Византија, тоест во денешна Грција, Макс Фасмер наоѓа и неколку шиптарски топоними. Шиптарски во наводници. Еве, јас тука ги објаснувам нив. Првиот од тие топоними е Балте. Тоа е кај Фасмер на страница 59, 66 и 146. Тоа се три де факто, што го сретнуваме во три грчки области. Според Макс Фасмер, ни оддалеку овие имиња не личат на шиптарски. Тоа се само шиптаризирани или грцизирани по-конкретно, а носат корен и основа од македонскиот јазик. Тоа е од Балте, значи блато. И ништо повеќе. Вториот топоним во друга област се разбира во денешна Грција, во наводници албански, тоа е Балтеси. Како што гледате, пак станува збор за истиот корен од Балто блато. Пример може да ни служи Балтиско море. Тоа е море плитко како блато што го добило името од финикијците или од тамошните сармати кои исто така се дел
од венетите. Третото име, тоа е Дибра. Зар треба тука коментар? Тоа е копија на нашиот град Дебар. А Дебар носи основа Дбр. Така? Дбр. Четвртиот топоним е Гард и Гарди. Станува збор за град и градби или евентуално градови. Онај стариот, древниот смисол кога граделе повеќе кујки на едно место, тоа било и град за разлика од селата што биле растрчени низ планините и по линијата по една или две кујки. Така. Понатаму имаме петиот топоним Горит се. Тоа не е ништо друго, туку е денешната Корча, албанска. Една од петте горици во Грција, со коренот гора. Шестиот топоним станува збор за местноста Гур и Гури. Тука збор станува за древномакедонскиот генитив од гора Гур, кој до ден денешен во полскиот јазик останат е тој генитив Гура, тоа значи од тука уран, гуран, гура, горе, така. Седмиот топоним е Малјеси. Како што гледате, потполно одговара на нашето Малешево, што е повторување, но во овој пат не во Македонија, а во Грција. Осмиот топоним е Мухе. Мухе, тоа е основата е од мува, мухе во множина. Исто така зачуван збор до ден денешен во полскиот јазик, може и многу други западнословенски јазици. Деветиот топоним е Преве. Испуштено само за денешното Превеза. А исто така збор станува за вез. Основата е вез, од везење. Превез, денешната грчка, во наводници се разбира, превеза. А инако и таа е од топонимите што ги одбегнува како и Бер, оти за да го објасни Бер, тој не може да тврди, мислам Макс Фасмер, дека станува збор за словенска топонимија. Тоа е древномакедонска, тоа е илирска, тоа е пелазгијска, венецка, па ако сакате и финикијска. Зошто? Затоа што денешниот град Јанина, например, на древномакедонски, односно на финикијски, така се викаше Финики. До денес останато на грчките така наречени народни карти, народни димотики. Тоа беше превеза. Така, десеттиот е Пул. Древномакедонскиот генитив исто така од поле. Пул. На денешен јазик би звучило полиња. Станува збор за некое место кои ретко се наоѓаат во Грција, се разбера, многу се ретки по линијата повеќе на едно место. Основата му е поле, така.
11-тиот топоним, тоа е рекиште. Зар тука треба некој коментар? Тука станува збор за древномакедонскиот аугументатив. Увеличување. Рекиште, од река, до денес зачувано во македонскиот јазик, како што си било некогаш во стариот древномакедонски јазик. Најбитен е фактот дека ние ги поседуваме сите карти од древна Македонија, започнувајќи од таа што ја напомнав на Вардле, која е стара 50.000 години, до 700 години пред нашата ера. Станува збор за картите кои ги има објавено во книгата Македонија 4000 години, грчка историја и цивилизација, атинскиот професор Сакеларију. Овој академик нам ќе ни послуже како документ. Така, например, првата карта можеме да ја најдем и во нашите карти издадена. И втората, и третата, па и 10-та, како што ќе видите. Поред, одат така. На 32 страница на оваа книга, каде што е и Александар Велики најден, ова е сигурно на некој пот, тука е 70. Се однесува на предисторијска Македонија се до 700-та година пред Христа. На 70-та страница, каде што нема трага, се разбера, од никаква Албанија, туку тоа е провинција на Македонија, гласи: кралството на македонците кон крајот на царувањето на Александар I 452 пред Христа. Наредната карта, каде што Македонија е дадена со сите своји провинции, а тука трага нема од Албанија, тоа е царството на македонците и државите на Стара Грција. Кога се вика држави, тоа секој град беше тогаш и држава, некаде околу 200 години пред Христа. На страница 198, тоа е веќе римски период, збор станува за картата, каде што исто така ја нема Албанија, Македонија, за време на
римската управа. Кога Македонија беше под управата на римјаните. Како што гледате, тука е поделена, како и денес, на 4 делови, без право на комуникација на народите. Наредна така на страница 260 од Македонија 4000 години грчка историја и цивилизација, без јазик се разбира, оти грците сметаат дека македонците се неми, носи наслов управната организација на северниот полуостров на Емос. А Емос тоа беше де факто беа просторите на што влегува во македонските граници, а се однесуваат на 6 век. И тука се и црковните центри. Се разбира дека станува збор за византијско време. Ете, гледате, византијско време, а рековме дека тие шиптарите во Византија дошле како горци, горјани, тоест како овчари и луѓе со стадата, така, некаде кон крајот на 9 во Грција и почетокот на 10 век спрема византолозите од запад. Наредната карта е на 312 страница и е под наслов Македонија за време на Михаил, наречен Палеологос. Тоа е еден од византијските императори. На 314 страница е Македонија за време на 1355 година, само малку пред доаѓањето на турците, пред покорувањето на Византија на турците и турската окупација. Како што гледате и на оваа карта, нема ни трага од Албанија и од било каква Шиптарија. На 315-та страница веќе ги имаме првите знаци на новата Отоманска империја. Тоа е Македонија и проширувањето на отоманците. Тоа е 1402 година. Тука за прв пат албанците добиваат едно парче на Јадран, кое граничи со денешна Црна Гора. Да заклучиме. Како што гледате, целата денешна топонимија во Албанија има древномакедонски корења и, како што ни покажа и картите, бидејќи се од најстаро време, почнувајќи од првата митолошка империја, па втората и третата, па Теменидите, од кои што имаме 30 овие цареви во Македонија, меѓу кои Филип и неговиот син Александар, денешната територија на Албанија, која не го поседуваше оваа име, беше чиста македонска провинција и сведочи за тоа оставената топономастика. Тука се оронимите, хидронимите, па ако сакате нисонимите, така, сето тоа беше дело на
нашите древни прадедовци. Во Албанија и денес не се искоренети тие живи корења, мислам луѓето. Неодамна читав јас во еден бугарски весник дека во Албанија денеска живееле 700.000 Словени, тоест според нив бугари, иако самиот збор бугари нема врска со словените, тоа е со турски корен. 700.000, а веќе тие се со луѓе со друга култура, така нека ја наречеме денес албанска. Тие се асимилирани. Зошто? Затоа што немале никогаш оние човечки права да зборуваат, да пишуваат, да се радуваат на веселби, на свадби со своите нарави и обичаи. Права што ги уживале, иако дојдени само од пред 200 години во Македонија по онај пат на насилието турско како служители на султаните и последниот се разбра султан. Но ете во сите села и градови кај што живеат денес албанците во Македонија имаат древно македонски корен и основа, а тие само надоврзале со своите џамии. Збор станува за нивната присутност кога доаѓале, ги уривале црквите и на нивното место граделе џамии. За ова оште сведочи еден голем факт: од сите урнати цркви во денешна Албанија, зачувана е црквата во центарот на Тирана. А Тирана тоа е Трна. Што значи дека шиптарите или денешните албанци, што тие не го употребуваат овој термин, се дојденци од Заткавказието, не само во Албанија, во она област која стана денес држава и, за жал, кога ја делија 13-та година, и таа стана империалистичка. И таму имаме еден добар дел од Костурската, Охридско, Дебрската околија, така луѓе кои сепак си го зачувале своето име, па дури и јазикот, наравите и обичаите, што имав невозможност дури и преку телевизијата Крт да дознаеме нешто при еден разговор со еден македонец кој и ја роди ова идеја за да ги направиме овие 12 емисии. И сега, драги гледачи и слушатели, ми останува само да ја најавам наредната моја тема на која ќе зборувам, а тоа ќе биде: зошто македонците не можат да бидат бугари. Благодарам за внимание. Им благодарам и на колегите што имаат трпение тука да ме снимаат, а и вие да ме слушате.